Социјалдемократскиот сојуз не ја почитува волјата на над 1.200.000 граѓани кои беа против или абстинираа од гласањето на договорот со Грција. Волјата е јасна и нема ниту едно насилие на Социјалдемократскиот сојуз тоа да го промени. По референдумскиот дебакал, Социјалдемократскиот сојуз губи контрола. Нивните функционери се однесуваат незаконски и насилнички, шиканирајќи ги вработените во администрацијата, за што одговорност набргу ќе има. Власта треба да одговори дали се точни информациите дека во Генералниот секретаријат при владата на Република Македонија на над 50 на вработени им биле дадени извештаи за дисциплинска неуредност, во која се предлага нивно казнување со 20% од висината на месечната плата во трајање од 3 месеци. Од извештаите кои пристигнаа до нас, како и од дополнителните материјали кои ги добивме, јасно се гледа дека основ за изрекување на ваков вид на казна се неосновани. Административните службеници ја имаат запазено целата постапка за оценување, онака како што налага Законот за административни службеници и правилникот за оценување кој произлегува од овој закон. Власта треба да одговори и на тоа дали се точни информациите дека од 1 јуни 2017 година до сега биле поведени над 150 дисциплински постапки по разни основи против вработените во владата. Ако ова е навистина така, нашите податоци говорат дека се поведени постапки на околу 50% од вработените. Ако се земе предвид дека на страната на Генералниот секретаријат стои информација дека се вработени околу 300 лица. Притисоците врз администрацијата не се случај само во владата на Република Македонија. Имено, според информациите кои ги објавија медиумите на денот по референдумот, од ЈСП биле избркани 3 лица од работа. Очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз го започна процесот на пресметка со секој еден кој не излезе да гласа на срамниот референдум. Сочени со црвениот картон кој им го дадоа над 1.200.000 граѓани, Социјалдемократскиот сојуз мисли дека ќе ги заплаши граѓаните со насилничкото работење. ВМРО-ДПМНЕ потенцира дека сите оние кои што имаат притисоци и заплашувања се незаконски и за извршителите на истите набргу ќе има одговорност. Во оваа насока го охрабруваме секој еден кој ќе се соочи со ваков или сличен проблем да ни извести. Во исто време, Комисијата за администрација и Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМНЕ стојат на располагање. Обидите за притисок се последните действија на власта која тоне. Граѓаните покажаа дека не се плашат. Време е транзиционите политичари да се испратат во историјата. Македонија заслужува подобро. Дали е точно дека вие пратениците ќе потпишувате платформа со која ќе се обврзате дека нема да гласате за останати? Не, вакви информации не се точни. Вие лично како би гласале за страна? Јас мојот став го кажав уште пред референдумот и тоа е овој што е официјалниот став на ВМРО-ДПМНЕ веднаш по моментот на потпишувањето на овој срамен договор, дека ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи промена на уставот со цел промена на уставното име. Дали веќе се почнати разговори со вас како што најави премиерот за выбудување двотретинска мнозинство? До сега не сум повикана на ваков вид на разговор, но исто така немам информација дека некој од колегите бил повикан.